Има многу небезбедна храна во Македонија и од јули лани до сега се откриени и уништени 300 тони, рече првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов во емисијата Бизнис 21. Инспекторите најшле на запрепастувачки состојби, колку и каква небезбедна храна нудат дел од продавачите. Кондиторски производи, млечни производи, сувомеснати производи, преработена храна од месо, термички или по употреба. Станува збор за природни минерални води, мед, овоќе, зеленчук. Највеќе неусогласености во однос на каква храна конзумираат граѓаните е нерегистрирани оператори со храна. Сепак доколку граѓани се затрујат бидејќи јаделе небезбедна храна, не одговара агенцијата. Таа е задолжена само за контрола. Одговорност ќе се бара само од продавачот. Никаде во светот нема 100% безбедна храна, тврди Миланов. Контролата за безбедноста на храната и каква храна конзумираме е на Агенцијата на храна. Значи, вие ќе превземете одговорност доколку се случи, пример, масовно труење во некој ресторан или оператор со храна? Ние не презимаме одговорност. Одговорност се презима операторот. А ние вршиме контролата за безбедноста на храната. Пак ќе кажам, не можеме да бидеме 100% секојдневно присутни и во моментот дека некаде ќе се консумира безбедна храна 100%. Никаде во светот не постои. Анализата на Бизнис 21 покажа дека во последните 5 години се уништени 1142 тони небезбедна храна. Наскоро на трпезите на граѓаните може да се најде и храна од инсекти како брашно од ларви и скакулци. Агенцијата за храна и ветеринарство има регистрирано 4 видови кои се на европската листа, но засега тие не се внесени во земјава.